Инцидентите во Македонското собрание на 27 април годинава земаа една невина човечка жртва. Нероденото бебе на 37 годишната Елена Доцевска-Божиновска, која како вработена во парламентот на тој кобен ден, била на своето работно место. Стравот за својата безбедност и стресот кој го преживеала и ја ускратиле среќата да се радува на нов живот споделен со двете дечиња, кои секој ден ја чекаат мајка си да задзвони на домашното звонче. Незиниот сопруг Игор Божиновски со насолзени очи вели дека денот не е ден без неа. Секојдневно мора да ги лаже нивните две мали дечиња дека мајка им е на работа. Елена во моментот е 26 дена во затвор. Обвинета е за тероризам, заедно со 35 други лица, вклучително и пратеници, актери, пеачи, доктори, кои во субстандардни услови во истражниот затвор чекаат да започне судскиот процес. Самата Елена, а и незиниот сопруг, вела дека незината душа е чиста, а главата исправена. Дури и да била виновна за некое дело, вели Божиновски, кој воедно и адвокат, притворот е мерка која се презема во случај кога мора да се обезбеди присуството на сторителот и да се спречи да го повтори или да избега. Во овој случај, според незиниот сопруг, Елена, како мајка на две малолетни деца и со постар родител во напредна фаза на тешка болест, притворот доаѓа како веќе изречена казна, која може да има долгорочни последици врз ова семејство. Елена е мајка на две деца, Софија 2 години и Наум 1 година. Колку и да звучи болно тоа, моравме да го објавиме тој факт и тој податок. Не знам, низ медиумите овие денови слушнав, се спомена и тоа, се пренесе. Добро е што тој 27 април заврши без човечки жртви, насилството и жртвите, нити јас, нити она не ги оправдува. Меѓутоа, ако збориме за жртва, на тој 27 април имаше една жртва. Тоа е бебето што Елена го носеше во себе, она беше облажена состојба на тој 27 април. И како последица на тие стресни ситуации, тоа бебе не дочека да биде родено. До сега 2 пати се видел со својата сопруга преку стаклото во собата за посетители во истражниот затвор во Скопје. Единствената мисла на Елена, вели Божиновски, и она што ѝ дава сила да го издржи притворот, се Софија и Наум, двете нивни дечиња, на кои единствена желба за Дедо Мраз е да им ја донесе мајка им за Нова година. Незиното единствено прашање се децава, за децава, каква им е состојбата, дали се добри, ја бараат, не ја бараат, дали се разболуваат, дали не се разболуваат, семејството како е. И на тие две видувања секогаш ми има кажано дека она е чиста пред себе, чиста е за своите постапки, чиста е у душата, главата е исправена и нема ништо од што да се плаши. Свесна е за својата состојба која е ставена, свесна е за парадоксалното и небулозно обвинение за кое се товари. Притворените во шутка се од 28 ноември. Нивните семејства се жалат дека условите во кои ја издржуваат мерката се субстандардни. Келиите се ладни, а грејење имале само 1 час наутру и 1 час навечер. Сепак, вели Божиновски, правдата ќе излезе на виделина. Ништо нема да ја избрише болката и сеќавањето за згаснатата искра живот, но среќата и сјајот во очите на Софија и Наум, кога повторно ќе ја гушнат мајка си, блеска на крајот од тунелот.